Дали доларот наречен крал ќе биде симнат од тронот? Економската ситуација во светот и економските предизвици. Многу земји се соочуваат со значителни економски предизвици, вклучувајќи високи стапки на невработеност, инфлација и долг. Генерално, важно е да се пристапи кон овие прашања и настани со урамнотежена и информирана перспектива, земајќи ги предвид повеќе извори на информации и мислење. Исто така, важно е да се вклучиме во мирни и конструктивни форми на активизам и застапување наместо да прибегнуваме кон насилство или немири. Конфликтот меѓу Русија и Украина го загрозува американскиот долар. Сепак, секој значаен геополитички настан или конфликт потенцијално може да има влијание врз глобалните пазари и валути, вклучувајќи го и американскиот долар. Американскиот долар е една од примарните светски резервни валути, што значи дека го чуваат во значителни количини од централните банки и владите ширум светот. Вредноста на американскиот долар може да биде под влијание на различни фактори, вклучувајќи ги глобалните економски услови, политичките случувања и промените во каматните стапки. Во конфликтот помеѓу Русија и Украина, секоја значајна ескалација или нарушување на глобалните пазари потенцијално влијае на вредноста на американскиот долар. Севкупно, тешко е со сигурност да се предвиди влијанието што ќе го има кој било геополитички настан или конфликт врз американскиот долар или на глобалните пазари. Важно е да се следи развојот и внимателно да се анализираат потенцијалните влијанија за да се донесат информирани одлуки. А од целата оваа ситуација најголема загуба има Европа, а нарочито Германија е најпогодена. А за Македонија и да не објаснувам, последниве 32 години нонстоп е во криза и тоа е се резултат на нашите многу искусни и специјалисти за се политичари кои се знаат, само не знаат да направат подобар живот за сите граѓани на Македонија. Немам лични мислења или верувања, но можам да дадам информации за оваа тема врз основа на актуелни настани и анализи. Во тек е дебата и дискусија за тоа дали Америка го губи влијанието во светот. Некои експерти тврдат дека глобалното влијание на Америка се намалува во последниве години, додека други веруваат дека Америка останува доминантна глобална сила. Постојат неколку фактори кои може да придонесат за перцепција дека глобалното влијание на Америка опаѓа. Тие вклучуваат под 1. Промени во динамиката на глобалната моќ. Подемот на Русија, Кина и другите сили во подем доведе до промена во динамиката на глобалната моќ, при што некои експерти тврдат дека Америка ја губи својата позиција како доминантна суперсила во светот. 2. Домашни политички предизвици. Америка се соочи со значајни домашни политички предизвици во последниве години, вклучително и политичка поларизација и социјални немири кои можат да влијаат на глобалната положба на земјата. 3. Промена на ставовите кон Америка. Некои аналитичари тврдат дека глобалните ставови кон Америка стануваат се понегативни во последниве години, при што перцепциите за американското лидерство и вредности се намалуваат во многу делови од светот. Сепак, исто така, е важно да се забележи дека Америка останува голема глобална сила со значително воено, економско и културно влијание. Америка имаат силни сојузи со многу земји ширум светот и остануваат лидери во некои области, а додека од другата страна, како што се иновациите во воената технологија, тука Русија моментално е супериорна во однос на другите држави. Како заклучок, иако постојат индикации дека глобалното влијание на Америка може да се менува или опаѓа, во некои области таа останува значајна глобална сила и најверојатно ќе продолжи да игра голема улога во обликување на глобалните настани и трендови. А како сугестија дека Америка постепено ја губи својата моќ е и тоа што се случува низ светот. Еден пример е и неколкуте напади врз американски бази во Сирија, откако иранско беспилотно летало убило американски изведувач. Припадник на американската војска е ранет во серија нови напади во петокот насочени кон американски бази во Сирија, по фаталниот напад со беспилотното летало во четвртокот врз американска база, потврди американскиот официјален представник за CBS News.
Во четвртокот еден американски изведувач беше убиен, а 5 американски војници беа ранети, кога осомниченото иранско беспилотно летало погоди база на коалицијата во Сирија, според американски официјални представници. По тој првичен напад, Министерството за одбрана Лојд Остин во изјава рече дека силите на Американската централна команда возвратиле со прецизни воздушни напади врз објекти во источна Сирија што ги користат групите поврзани со Иранската револуционерна гарда. Министерството за одбрана соопшти дека разузнавачката заедница утврдила дека беспилотното летало користено во нападот во четвртокот било од иранско потекло. Американскиот функционер изјави за CBS News дека имало уште 3 напади во петокот врз американски воени бази во Сирија по одмазничките американски воздушни напади. Американски војник бил ранет во еден од тие 3 напади, рече официјалниот представник. Преовладува мислењето кај американците дека американското влијание во светот слабее, а кинеското и руското се зголемува. Американците со големо мнозинство ја гледаат Кина како конкурент или непријател на Соединетите држави, наместо како партнер, и се чини дека повеќето возрастни луѓе во Америка не мислат дека нивната земја победува на надпреварот за геополитичко влијание, според неодамнешното истражување на истражувачкиот центар Pew. Стоковната табела покажува дека американците имаат тенденција да кажат дека влијанието на Америка низ светот се намалува, а кинеското и руското е се посилно. Речиси половина од американците, а тоа е 47%, вела дека влијанието на Америка во светот е се послабо во последните години. Се подготвува ли бунт? Американскиот долар владее со финансискиот свет речиси 8 децении, од крајот на Втората светска војна. Сега уште една војна го поставува теренот за многу земји да истражат оддалечување од доларот за трговија, што покренува прашање за идната доминација на валутата. Конфликтот во Украина предизвика бран финансиски санкции предводени од Америка против Москва. Двете најмоќни меѓу нив беа одлуката на западните влади да замрзнат речиси половина од девизните резерви на Русија и отстранувањето на големите руски банки од SWIFT, услугата за меѓународни пораки што ги олеснува меѓународните плаќања, а тоа се повеќе од 300 милиарди долари. Овие санкции, кои некои ги нарекува вооружување на доларот, очекувано ги натераа Русија и Кина, двата најголеми геополитички ривали на Америка, да ги промовираат своите алтернативни финансиски инфраструктури. Но тоа не се само Пекинг и Москва. Од Индија до Аргентина, Бразил, до Јужна Африка и Блискиот Исток, до Југоисточна Азија, нациите и регионите ги забрзаа напорите во последниве месеци кон аранжмани насочени кон намалување на нивната зависност од доларот. Во срцето на овие иницијативи за дедоларизација е стравот во многу главни градови дека Америка некогаш би можеле да ја користат моќта на својата валута за да ги таргетираат на начинот на кој ја санкционираа Русија, според политичките економисти и експертите за санкции. Значи, дали овие потези всушност може да го симнат отронот доларот како валута која во финансиските кругови често се нарекува крал долар? Останува да видиме дали доларот наречен крал ќе биде симнат отронот. А вие доколку имате некое мислење околу оваа тема, пишете во коментар. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.